Извинете, почитувани дами и господа, ама ова е природна реакција ако ќе носиш гаќи од 100 денари и те стеге. Добре дојдовте. Ова е Министерство за комедија, јас сум Никола Тодоровски. Многу битни датуми оваа недела. Ден на пролетта. Одма подруго е. Пролет, нови кокичиња, стари песни, нови весници. Во пролет се е полесно. 21 март не е само ден на пролетта, туку и ден на поезијата. Македонија по трет пат дел од глобалниот настан, така наречен Плати со поезија. Над 1400 кафетерии во светот на овој ден може кафето да си го платиш со поезија. И си викам, замисли да можеше така и во Евана да се плаќат. Мислам дека збирка песни на секој 5 минути ќе се вадеа. Вака. Ти дошла сметка 9000, никому ништо, не паничи. Напротив, поќе болка во душичето, поќе инспирација ќе имаш. Си оиш културно на шалтер и викаш, ќе можете сметкава да ја платам? Да, господине, повелете. На парче во земја ја себезден никнам и штом гибелта дојде, ми доаѓа да викнам, да речам, ах, судбо клета, ти што ме колнеш сета веќе 30 лета, неспокојов ми смета овде на овој полуостров Балкан наречен клет. Зошто животот ми е заложник на околности сплет? О, слободо, дојди, другарувај со нас, ти ела. Фала многу. И таја од зачалтер. Во ред, господине, супер беше, само кусур да ви вратам. Зар мислите не се штом ги повикаш глуви, но сами доаѓаат палави комуви. Извинете, ќе ви борџам еден денар. Само кутри стари изнемоштени лица, дури и вака со поезија да може да се плаќат сметкиве, пак тие ќе се најоштетени. Замисли бабево, кој ќе застанет на шалтер во Евана. Зашо сте, тетко, повелете? Сметки имам, застанат и ди плата. Повелете, ве слушаме. Како беше? О, девојко, нимфо, ти што... О, нимфо, да... забораив пустата песна, како беше. Пак кутро бабе со сметки неплатени ќе остане. На ден пред денот на пролета беше светски ден на среќата, почитувани дами и господа. Нас возрастните ни е потребен специјален празник, ден што ќе не потсетит дека треба да се олабајме малце. Што би се рекло, да слезиме од платформи, да престаниме да цртаме граници, малце да поуживаме. Еве како тоа го прават мајсторите во уживање децата. И то не еден ден, туку по цел ден, секој божји ден, без многу напор. Гледајте. No. No. Еве не ги запираш, сестро, ти нив што сакаш прави. More paper. О, срциња, море, мили тие душиња. Март воопшто е познат како месецот на баба Марта. Тоа е таја митска баба која од секогаш палела и гасела на овие простори, која побарала од април да ја дај 3 дена назаем, за да го замрзни овчарот на планина, зашто се правил мангуп многу. Бабите и денес, почитувани дами и господа, се голем фактори во државава. Еве зошто. Ако ви дојде баба за премиер, тога ќе видите вие баба за премиер ако ви дојде. Тоа е тоа. Баба за премиер. И ако нешто и преречиш, одма ќе ти рече Фаќу! Почитувани гледачи, ете го решението за името, за презимето, унитарна Македонија, за кризата во заливот, решение за борба против најголемиот непријател на Балканот, воопшто за млади и за стари промаја. Зато баба за премиер.
Тоа е тоа гласачко тело, што нема да дозволи никој да настини, камо ли нешто пострашно. Баба за премиер, тогаш во влада дрес код ќе е одело, ама над него джемперче. Не се ој, студено е. Ако е баба за премиер, не само што нема да имат гладни во државава, туку ќе не терат со сила да јајме. Абе, кои специјални сили, види ги. Овие се посилни од сите, види ги. Самоволно, доброволци. Да ви кажам право. Што сториле овие Камењево? Што направиле? Ништо нема направено. Дедо Ное, оваа мајка Македонија раѓала чеда македонски. Мојата баба живееше 95 години и викаше: "Чедо, внуче, ти си македонка, додека си жива на поколение да кажуваш дека си македонка, а сега некој се нашол мене татковината да ми ја сече, да ми ја двое. Кои се тие?" Бо, специјалки. Кажи и ти на баба, кои се тие? Кои? Одма со варикина ќе ги потури, ќе ги разнебитни тотално. Јас не знам што ви сториле бе Камењава во Македонија. Што толку му копет очи на некои странски окупатори служби Камењава во Македонија. Значи, остајте ги. Камења си се Камења. Ама единицата за специјални интервенции БЕР, скратено од баби еребици, дури и кога одмара не мирува, туку ќе излезет во некој кадар. Јас кога отидов у пензија, пред 15 години имав 6.500 пензија. Сега имам 13.000. Сега, што да кажам, малку ми се. Рачунете јас сум од 2001 до не знам која година, динар не ми се беше покачено. Динар! Што да кажи жената? Мислите дека е лесно да си цело време на браникот на Македонија? Однапред промаја фучит, одназад перката од хладњакот на државава. Жената од 2001 е активна. Баба Рамбо. Нормално дека ќе се малку парите од пенсијата. Што да се Не покачи. сме Бонева, па еве за 6 месеци 12.000. Сега ни Бонева, ни Зајко. Ни Зајко, Она ни... е едно, готово. јас сум друго. Е така. Тачно. Така е, Затоа така е. Јас сум за ВМРО, она е за друга партија. Не сум за ниедна, Си, јас си. сум објективна. па Меѓутоа... објективноста е нереално. Да, мислам, објективноста не е реална, зашто многу е, како да речам, субјективно е што е објективно. Мислам, реално, така? Ни дедовците не се нешто подолу. Еве ги. Како биле тогаш, како е денеска со пензиите? Не. За кога мислиш? За кога точно мислиш, бе, пиле? Не е една година помината од тогаш. Точно кажи му на дедо, за кога точно мислиш? Па еве да речеме пред 30 кога било време Југославија и денеска. Какви биле ама- пензиите? Тогаш и денеска, разлика. Ама по се изгледа дека По се изгледа дека дедово тогаш не беше пензионер и нема како да знае дали биле поголеми пензиите тогаш или сега. Ама бабиве дефинитивно се поратоборни. Центар на Европа, Брисел, нема влада и сега ние да ни го наметнат Зајко Кокорајко. Овде ќе очекам хармош и ќе ме бендиса. О, стафиначки. Значи, господине хан, ви кажаја бабиве убо. Или дај да се земиме, или губете се од овде. Центар на Европа, Брисел, немат влада, ние овде ќе сме имали. Абе, бегај таму. Да се губи од наша држава, да ga нема, да не постои. Што има он нама да дава предавање овде? Да даде Господ, да не стигне где тргна. Хан од последново идење во Македонија сигурно почна да ги носи чорапите нопаку. За клетви да не го фаќат, заш бабиве наши. Кој што знаат баба профи да те проколни никој немојт. Абе, кој е хемиско, кој е атомско оружје? Еребициве наши, ако те проколнат, прав и пепел ќе се сториш, крв и катран ќе сериш и ќе ти се затри семката. Дури Доналд Трамп се плашит од баби. Ево, гледајте, не сакаше ни да ја пипнит баба Ангела.
Thank you. Okay. Thank you, fellas. Прај се најак на цел свет. Со Путин нешто другари биле. Ова не можеш во очи да ја опулиш. Ама не изе реакцијава и е најака. Пази, молим те. Thank you. Многу ми е гајле. Не сакал да се поздравит. Шај се. Намтјор, се гледат по фризурата колку си глуп. Да дајт Господ да ти паднит фризурата. Македонскиве баби се јаки, ама дамиве од СЈО, ба. Овие сега се коси, не пак куќостарат. Ауф! На Ката, Ленче и Фатиме не знам кој ќе биде тој јунак, што ќе се осмилит куќостарат пензијата да им ја скратит или пак да им овозможит, да им оневозможит бесплатен транспорт кој ќе се пензионерки. Одма ќе му најдат проневера, прљав веш, само што ќе ги видиш, одма ти се тресат гаќите, посебно ако се 500 евра од Тифани. Предлагам мирно да се разотидеме. Гледајте Министерство за комедија, премиерно на телевизија во сабота 17:30 и во недела во 22 на YouTube. Кој последен се смее, изгледа не ја сватил смешката.